Здраво на сите, добродојдовте во уште еден наш подкаст кој е наречен Тесната врата. Моето име е Дејан и тука покрај мене е Андреј. Најчесто ние правиме подкасти на некои одредени тематики од библиски теолошки контекст, али во неколку серии ние се одлучивме за да зборуваме за една многу важна доктрина. Тоа се вика учењето за Христос или христологија. До сега направивме, мислам, 4 видеа, вајда денесното е пето, така да ако сте заинтересирани за да кога ќе го гледате ова видео, ако ве интересираат другите тематики, гледате ги претходните видеа. Така да пред да почнеме со тоа што го почнавме во неколку видеа, како и секојаш, Андреј, ќе те прашам прво, како си ти? Фала ти, супер сум, како си ти? Фала на прашањето, јас сум добар, така. Јас секој пат се жалам за времето, ама тоа е. Денеска ќе се чутам, дека сум тоа пат толку. Фала Богу. Све е добро. Али код вас, ускоро ќе бити што, снег и киша и све. За сега не, има шанси септември да продолжи да биде топол и октомври, али се промени тука. Порано имавме пролет, лето, есен, зима. Сега е како лето и скока во зима, или зима скока во лето. Alright, good. Okay, so danas ćemo govoriti o Христу, Христологија. Да, денеска ќе зборуваме за каде моментално се наоѓа Христос и што прави он, тамо каде што се наоѓа, и ќе зборуваме за неговото второ доаѓање. Али пред да почнеме со таа тема, ја прво би те замолил како и секојаш ти да се помолиш. Фала ти. Драги Боже, фала ти што имамо ову часну привилегiju. Проучавати Твоју реч. Твоја реч е савршена, е ефикасна, е јасна и ти си тоа надахнул. И фала ти, Дух Свети, што живиш у нама, као кршćани, и ти си нас учител. So молим те, објасни нама свима све што требамо разумити о Христу, да можемо више прославити нашега Спасителја, Исуса Христа. Амен. Окей. Пред да зборуваме за последните две точки, јас сам би спомнал прво дека ја и ти во оваа серија за Христологија, ја и ти зборувавме за 8 точки кои што се многу важни во верувањето за Христос. Така да ако една не се венува, тогаш испаѓа како да веруваме во некој друг Исус кој што не е од Библијата. Али пред да продолжам, јас сега ќе сторам скриншер, ако така се вика на англиски, немам појма како се вика. Така да, само ќе повторам што сме зборувале до сега. Така да, прво би спомнал дека Христологијата е дел од систематската теологија, припаѓа во основните 10 доктрини или учења за христијанската вера, која што секој човек кој што тврди дека е верник, кој што тврди дека е христијанин, мора да ги знае и да ги познава основните учења на христијанската вера. Ако не постои такво познавање, тога се поставуваат прашањето, таквите луѓе во кој Бог веруваат, што веруваат, зашто веруваат и дали воопшто се христијани. Така да, ова тематика се вика Христологија. Ја живеам тука во
Македонија и на Балкан, за жал, многу мина, ќе тврдат дека се христијани, ќе тврдат дека се верници, али кога ќе им се постави прашањето кој е Исус, или прво кога ќе ги прашаш дали веруваш во Исус, мнозина ќе кажат да. Али кога ќе ги прашаш кој е тој Исус, за жал голем број од луѓето немаат познавање ниту знаење кој е тој блискиот Христос. Некои ќе кажат само дека бил еден обичен човек кој што Бог го прифатил и станал син под Божи. Некои ќе кажа дека бил добар човек, дека бил чудотворец и пак бил прифатен од Бог како негов син. Трети ќе кажа дека бил добар хуманитарец и така дале. Така да, ние зборуваме тука за кој е Исус од Библијата. Yes, И that's the Исус key. кој што ни се открива во Библијата. That's the key. Od Biblija. Od Biblija. Да. I nažalost, Čičo, to je isti problem tu u Americi. A mnogi ljudi, misli da, ok, ja vjerujem u Krista, ali pitanje je, which Christ? Yeah. Да. Така да, во претходните подкасти ја и ти зборувавме за Христос и неговата вечност. Ја и ти зборувавме дека тој Христос е втората личност од Светото Тројство, он е Бог Синот и он е од секојаш постоел и е потполно еднакво со Бог Отецот и со Бог Светиот Дух. Yeah. And we would say that the three members of the Trinity are co-equal, co-eternal. Значи, потполно се еднакви во вечноста. And consubstantial, meaning of the same being, the same essence. Имаат иста природа, срж и суштина. Не се разликуваат во тоа. Така да не можеме да кажеме дека Бог Отецот е поголем од Бог Синот, а Бог Синот е поголем од Бог Светиот Дух. Right. Туку сите се апсолутно совршено еднакви во се. Yep. So we would say that there is one God in his being and essence, Да. but three Личности. distinct divine persons. Значи, постојат три, значи ние веруваме во еден Бог кој се објавува во три различни божански личности. Yep. So distinct. So Otac nije Sin, Sin nije Duh Sveti, Duh Sveti nije Otac. Three divine, distinct persons. Ne tri bogovi. Okay? Jedan Bog u biti, tri osobe. Okay? So Otac je Bog, Sin je Bog, Duh Sveti je Bog. Ali jedan je Bog. So... Да. Ok, sve razumijemo o trojstvu, ha? Не, тоа е малку потешка тема да се објасни, али писмото е јасно и Бог ни се објавува како на македонски тоа се вика Света Троица. And Čičo, možda sljedeći put ako završimo ovu temu danas, možda sljedeći put ili nakon toga možemo govoriti o trojstvu sa ljudima. Јас сум за договорено. Да, тоа е битна тема, затоа што постојат разни учења, разни учители, некои тврдат дека Бог менува три маски, се објавува во три мода. Мода, тоа за следен пат, да. Тоа е многу битна и интересна тема.
Yep. Океј, да се вратиме, јас и ти на Христологија сега, значи ја и ти зборувавме дека Бог Синот или Исус, Он е дел од Светото Тројство, Yep. Он е од вечноста, Он од секојаш постоел и Он учествувал во создавањето затоа што Он е Божиот збор. Yep. Питање, јеси рекал на македонском, добро, мојен македонски не е баш, јеси рекал Исус е дијело тројство? Дијело? Дел. Дел, тој е like дијело, part. Part. Okay. We want to be more precise with that. We don't use the word part because, you know, like we would say, yeah, we would say like, okay, this is a part of that. You know, you understand what I'm saying? Да, Like во this. тој контекст би звучало како да се три различни Бога. Yes. So, or три особа кои нису тотални Бог, divine, него дел. So we would not say that. We would say three persons of the Trinity or three members of the Trinity. Океј, фала ти, баш го барав тој збор. Океј, сега ќе го употребам. Значи, Христос е член, еден од членовите на Светото Тројство. Се извинувам за зборот дел, тука е Андреј во право, ама ја на брзинка сакав за да преминам на... Yeah. Well, and again, a lot of people say that. That's why I recognize it. Again, if you say he's a part, well, is he a full part or just this part is, you know, Christ is this part divine, the Father's this part divine, the Holy Spirit this part divine? No. The Father is fully divine. The Son is fully divine. The Spirit is fully divine. Мен. И ја тука само ќе кажам сега кој студа дека Бог не е создарен од делциња, ја пак се извинувам, тоа е еретичко учење, ние не веруваме ниту поучаваме дека Бог е создаден или суштествува во делциња. Бог е една целина. Yep. And again, it's hard for our finite minds to understand that. You know, so, people have tried to use different illustrations for the Trinity. You know, God is like water, like vapor and ice. Oh, that's a terrible illustration. Terrible. Или пак јајца ќе употребам. Yes, exactly. And so what we do, and so when we say, like, I knew what you meant, obviously, that the Son is, you said, part of the Trinity. I know what you meant, right? But we want to be precise because we never want somebody to think that he's part, like, a small part. That the Father took some of his deity and gave a little bit to the Son. No. Because if that's the case, then the Father's not fully divine and the Son's not fully divine. Да. Така да, океј, да се вратиме сега на Христологија и сега ќе кажам точно како што е. Значи, ние зборувавме дека Христос е член од Светото Тројство. Member, yes, there you go, член. Okay, member, yes, person of, yeah, okay, good. И ние зборувавме дека Он учествувал во создавањето и дека Он е Божиот збор или логосот преку кого што све било создадено. После тоа, ја и ти зборувавме дека тој Христос го оставил својот престол и се инкарнирал во тело. Фактички зборот стана
тело, се родил преку девица Марија и бил зачнат од Светиот Дух, така да Христос кога се родил како човек и го добил името Исус, он се родил безгрешно. Немал во себе гревовна природа која што ја имаме ние. Yep. И зашто е Син Божи постал тело? Спасити грешнike. Зашто? Зашто je trebao postati тело? За да го исполни да ја исполни заповедта што на Адам и Ева им била дадена прво. Yeah. После тоа да го исполни законот на кој што им бил даден на израелците, затоа што ни еден човек не можел да го исполни законот поради својата гревовна природа. Бог станал тело, дошол како се безгрешно бил зачнат, со тоа не наследил гревовна природа и поради тоа он морал да живее совршен секумот. Yep. So, okay, two questions. Zašto je Bog trebao postati kao čovjek? Okay. Gde je došao? Преку човек. Bravo. So trebao je biti čovjek. Savršen čovjek. Да. Koji je platio za naše grehe. Bravo. I drugo pitanje. Okay. Kad Sin Božji je postao čovjek, da li je Krist bio dijel Bog i dijel čovjek tu na zemlji? Христос имал на земјата две природи. Он имал божанска природа и имал човечка природа во една личност. Океј. Dijel božanstvenost, dijel човечанственост? Не. Христос и моментално и сега, додека седи од десната страна на Бог, Отецот. Христос е потпун Бог и потпун човек. Браво, Христос Чичо. е вистински Бог и вистински човек. Bravo. We would say truly God, truly man. Fully God, fully man in the one person of Christ. So very good. Ne dijel. Bravo. Okay. Може да продолжам дања. Ајде. You're doing very well. Не мислам дека ќе завршиме. Dear Macedonian listeners, do you see how much I torture Dejan with theology? I do that with everybody. Yeah, especially the men. We want to be precise as best as we can as humans. So, very good, Dejan. Very good. Океј, сега ќе продолжам, значи зборувавме за неговиот совршен живот, тука на земјата, дека он морал да ја исполни целата праведност Божја и целиот закон. Ја и ти во претходните видеа зборувавме каде што и самиот Исус го кажува тоа, ја мислам беше во Матеј 5:17, дека он дошол да го исполни целиот закон, да не смени ни една точка и црта и така да. И што би спомнал тука е, пред да отидам дека он станал совршена жртва, тука би потенцирал дека преку неговиот совршен живот тука на земјава, Бог, Отецот, сега кога не гледа нас, го гледа во нас Христовиот совршен живот, кој што он тука го сумел на
земјата како да ние с него живеело тој живот. Фактички, Христовата праведност се наметнува врз нас. И тоа е многу, сите 8 точки се битни од суштинско вечно значење за кои што не можеме да негираме ни една точка. Сите се битни и сите се важни и сите се поврзани. Така да. Христос си имал тука совршен живот за да стане нашата Божја праведност и исто така Христос беше, се извинам само секунда го тргнам. Христос беше на крстот совршена жртва, без никаква мана. Христос на крстот, од кога исполни се, се даде самиот себе како откупителна жртва, затоа што платата за секој грев е смрт, така? Врз Христос дојдова гревовите на неговата црква, на неговиот најнот, сите минати гревови, сегашни и идни гревови. Дојдова врз него и он потполно исполни се, заврши се и на крстот ги каза своите последни зборови, додека беше тука, он каза се сврши, или на грчки телестај, потполно е платено за секој грев. Едном за увек. Да. Еднаш и за секогаш, да. Да нема потреба повеќе за принесување на жртви, како што правеле израелците. Поради тоа, дека он бил совршен, безгрешен, живел совршен живот, бил совршена жртва, поради тоа смртта не можело да го задржи, затоа имал славно воскресение. Затоа што сакаш ти да збориш малку, да не зборам само ја? No, твој македонски е супер, ајде, изволи. Затоа што Христос немаше ни еден грев, он што го направил, смртта немаше власт да го држи во смртта. И са во источниот јазик, ние тука македонците и србите и бугарите сме запознаени со таа реченица дека Христос со неговата смрт ја победи смртта. И смртта не можеше да го задржи во гроб. И он воскресна од мртвите, и ја победи смртта и ги зема нашите гневови. И сега ќе пролузам, не само што воскресна, него после 40 дена, од која се појавуваше на своите апостоли и на многу други луѓе, после 40 дена Христос се вознесе на небото. Ја и ти зборувавме и на одва тема на попретходниот подкаст, дека неговото вознесение беше физичко, во физичко тело, он воскресна во совршено физичко тело, не беше дух, не беше привидение, него совршено тело. Со тоа совршено тело он се вознесе на небото, беше визуелно, сите можеа да го видат тоа, и исто така беше славно. И он ќе се вратити исто тако. Начин само што овој пат ќе дојде со сите своји ангели. Така Исус ни кажува во Матеј 25 поглавје. Тоа сите ќе го видат. То након што Исус ја воскрснал од мртви, он ја остал ту на земји 40 дана и онда он ја узашал. Да. Сега прашањето е кај се наоѓа сега. Прво би спомнал тука дека Христос се вознал на
небото затоа што он исполнил се што зашто бил тука пратен. Он ја завршил работата еднаш и за секогаш. Yep. Yep. И ние знаеме дека моментално он со неговата човечка природа Yep. се наоѓа од десната страна на Бог Отецот. Yep. И сега што прави таму? Што он ради сада на небо? Христос моментално се застапува за сите тие кои што се негови. Не моли, го моли Бог од Отецот да не однесе дома. Yeah. Он е као наш адвокат. Застапник, адвокат, да. Yeah, yeah. И кад се грешимо, као кршćани, нажалост ćemo се грешити, Христ е тамо на небо, као наш адвокат. Драги Отец, веќе сам платио за тај грех. Драги Отец, веќе сам платио за тај грех. So, они кои су у Христу, нема шанса, немогуче е да можемо изгубити наше спасење. Због тога што Христ е платио, потпуно е платио за наше греhe и сада на небо он се моли за нас. И онда што ќе се догодите? Еден дан? Еден ден ќе се врати повторно со сите своји ангели, ќе донесе суд на земјата, ќе ги одвои овците од козите. Yep. И тој не е као фантаси. Он ќе се вратити. Питање е дали ćemo biti спремни. Да. И они кои ќе biti пун радости кад Христ се врати, су они, стави на PowerPoint, кој бира ова, што? Тоа се тие кои што веруваат дека Христос не е еден од спасителите, него веруваат дека Христос е единствениот спасител и дека покрај Христос ни еден човек не може да се спаси преку ништо друго. Ниту Буда спасува, ниту Мухамед спасува, ниту Конфуција спасува, ниту Ганди спасува, ниту некои што денеска се појавуваат, што знам, Андре, дали си запознаен со некој лик во Русија се представува дека е реинкарнација на Христос и има голем број на следбеници. Супер, реци му ходати на води сада. Ајде, зволи. Или tell him to raise from the dead all of those people who have been dying in that war. Не, да? Ако он е Христ сада, Така, да, така да ќе зборуваме и за таа тема која ќе зборуваме сега за второто доаѓање на Христос, само јас само би сакал сега малку да се фокусираме за неговото заступување, затоа што ја и ти го кажавме тоа, али мора да го потврдиме тоа со Библијата, затоа што ја и ти зборуваме за библискиот Исус, дека покрај библискиот Исус не постои друг Исус, секој друг Исус што не е од Библијата, тоа е лажен Исус. И таков Исус не може да спаси никого, затоа што е измислен, затоа што е некоја имагинација или фантазија на некој луѓе, така да сега ќе зборуваме што прави вистински библискиот Исус на небото и само да сторам стоп сер. Де идемо? Не, пред да отидеме било каде, ќе отидеме во Евреите, можеби на 2 места. Браво. Да, само би спомнал дека битна е оваа тема за ова балканско поднебје.
што Христос прави сега. Yep, На- yep. Зашто го спомнувам тоа? Затоа што тука на Балканот и римокатолиците и православните се молат на светци да Yeah. они се застапуваат за Yeah. нив. Вчера Или беше Марија. вчера беше тука тој празник Голема Богородица. Yeah. Така да ја бев до продавници, некои продавници работеа, некои не. И некои си седеа само така и само ми потенцира денеска не работиме дека е Богородица, не смееме да работиме затоа што ќе не казни. Yep. Така да сега ќе разговараме јас и ти за седмата точка, што Христос прави сега. И дали постои друг застапник осем него? Nope. Not at all. So, well, we can look, if you want real fast, let's go to 1 Timothy. Што Аха, пише? Другог поглавје. окей. Посредник. Verses 5 and 6. Секој само. Ајде бре. Окей. Значи, читам 1 Тимотеј 2, 5 и 6. Вика, вака вели, зашто еден е Бог и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе како откуп за сите, а тоа се посведочи во свое време. Yep. Значи, јасно апостол Павле ни кажува дека еден е посредникот помеѓу Бога и нас луѓето. Не постојат други посредници, затоа што ни еден друг не го дал својот живот за откуп, како што го дал Исус. А Исус го дал својот живот затоа што он е тој кој што беше совршен човек, живееше совршен живот и даде совршена жртва. Еднаш и за секогаш воскресна, се вознесе и сега седи од десната страна на Бог Отецот и е наш посредник помеѓу Бога и нас. Затоа што како што Павле вика, кој се даде себе како откуп за сите и тоа посведочи во своето време. Yeah. Хајмо Хебреима, 7 поглавје. Окей. Што си река мало прije. Јасно и гласно тамо, исто тако, Чичо, ха? Да. Што пише тамо? Окей, тука би спомнал само дека писателот до евреите им зборувал на евреите кои го прифатиле христијанството, али некои сакале пак да се вратат на Мојсеевиот закон, така биле малку збунети. Yep. И тука ќе потенцирам, во Стариот Завет постоеле свештеници кои што секоја година можеле да принесуваат жртва за целиот народ. Еса и тука ќе поставам уште едно прашање за слушателите, ама ајде прво да не зборам многу, ќе читам, значи ќе читам од Евреите 7 поглавје, може би од 23 па до 27 стих или? Вика, затоа, а тие беа многу свештеници. И сега тука, и денеска постојат многу свештеници. И во римокатолицанството, и во православијата. Вика, зашто смртта не им даваше да остане само еден. А тој се мисли на Христос, бидејќи живее вечно, пак ни потенцира дека он од секогаш и за секогаш има свештенство што нема да мине на друг. Значи, Христос
го доби прво савештенството и тука писателот на Евреите ни вели дека неговото моментално савештенство нема да премине на ни еден. Затоа тој и може за вечно да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога. Еве, пак во овој стих ни кажува дека вечно може да ги спаси оние што доаѓаат преку него. Не доаѓаат пред Бога преку други светци, него преку него. Yep. Он Бога, да, бидејќи е секогаш жив за да се моли за нив. Значи, што прави моментално Христос за неговите, што прави за неговата црква, за неговите подвикани и забрани, се моли на Бог Отецот за нас. Да. И што он моли сада за нас? Иван, 17 поглавје. Ми видимо 24 стих. Христ се моли Отцу, што? Значи, Евангелие според Јован, 17 поглавје, 24 стих, вака вели: Оче, сакам и оние што си ми ги дал. Кои се тие што Бог Отецот му ги дал? Избрани. Значи, неговата црква. Да. Yes. Еклезија, повикани. Yep. Повикани. Повикани ван, надвор. Yep. There you go. Оче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас. Де е Христ сада? Де е Христ сада? Во славата која ја имал со Бог Отецот, он е во небесата се. Десната страна. Што Христ се моли за нас? Да ćemo biti gde? Да бидат со мене каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што си ми ја дал, зашто ме возлюби уште пред да се создаде светот. Што ќе Бог Отац реци? Не. No, come on. Of course, Christ is praying for us. He's interceding for us. He's our advocate, guaranteeing that what he accomplished here on earth, perfect life lived, perfect atonement accomplished, guaranteeing that he will bring us into glory. He accomplished our redemption, and he guarantees our full salvation. He's the intercessor. It's what he's doing right now. So, does it make sense to ask Mary to intercede for you? To ask Petar, Pavel, Sveti ovaj, Svetaj. What are people doing in heaven right now, Dejan? Го слават Бога. Are they looking down on us and listening to us? No, they can't. Only God is omniscient and omnipresent. People in glory are not. И тука само би дојнал дека и самите ангели постојано гледаат према Бог, према Бога и чекаат што он ќе им заповеда. Не гледаат на земјава. Yeah. And by the way, how do we know that people like Mary and other believers in heaven, how do we know that they can't see us or hear us? Go to Revelation 21, and then I'm going to share something interesting from church history. Revelation 21. Read verses 3 and 4. This is a picture of heaven day on right now. И чув висок глас од небото, како зборува: Ете го светиот шатор, светилиштето на Бога меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив.
Тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. И ќе ја избриша Бог секоја солза од очите нивни, и смрт нема да има вече, ни плач, ни пискот, ни болка нема да има вече, бидејќи поранешното помина. If your mother, Dayon, who recently passed away and is now home with the Lord, if your mother could look down on you now, Ќе се гризи постојано, ќе биде тажна постојано, ќе биде во тага, of course, because болка. we live in a fallen world. If Mary could hear our prayers, could see our suffering, she would cry. Bible says there's no crying in heaven. The Bible also says there's only jedan posrednik Да? među Boga i čovjeka, Isus Krist. Pavao nije, Petar nije, Marija nije, tvoja majka nije, moj otac nije, nitko nije osim Krista. It's interesting. Church history, first of all, nowhere in the Bible are we taught to pray to people in heaven. Nowhere. We are taught everywhere in the New Testament to pray to Christ. Да? So that's number one. Nowhere in the Bible does it say pray to people who have died who are in heaven now, nor does the Bible anywhere say go to a pastor or a priest, confess your sins to him, and he will grant forgiveness to you. Исуа, ја и ти читавме сега дека во Евреите, дека моментално Христос е единствениот свештеник. Yes. Yes. Now, I pray for you, Dayon. You pray for me. There are times we pray together, when we need some support. But that doesn't mean that I can immediately say, okay, Chicho, your sins are forgiven. Само Бог може да опростува гревове. Zbog toga što ja sam grešnik i svećenik u katoličkoj crkvi, u pravoslavskoj crkvi je grešan, kao smo mi. Trebamo se, kako se kaže, ispovjediti. Може да се исповедаме, да. Да. Yeah. Kristu. It's interesting. Nowhere in the Bible does it say go to a man to receive forgiveness of sins. Nowhere in the Bible does it say pray to people in heaven for forgiveness of sins. The early church fathers, the ones who were directly discipled by the apostles, many of those early church fathers, Clement of Rome, Polycarp, Ignatius of Antioch, they were all killed, martyred for their faith. We actually have written records of Polycarp's prayer as he was in the Colosseum about to be killed. His prayer, Dayon, is to the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. It's not to Paul. It's not to John. It's not to Peter. They've all been dead. They're in heaven. He didn't pray to them, and he didn't pray to Mary. He prayed to the Trinity. This is an early church father. By the way, Polycarp was discipled directly by John.
So why didn't Polycarp pray to John? Or why didn't Polycarp pray to Mary? I mean, wasn't John the one who took care of Mary after Jesus ascended to heaven? The early church fathers didn't pray to people to intercede for them in heaven. This came later. Да. Може би во 4 век, Yes. 5 век, да. Yeah. And it's not biblical. Да. Christ, what is he doing now in heaven? Се моли за нас и се застапува за нас. Бог, Окей. Отец. Okay, ali ja bi volio se moliti Mari. Zašto? Zbog toga što ono što Krist sada radi za mene nije dovoljno. Bože, sačuvaj. Да, тоа е, жално е што некои луѓе се во такво незнаење би го рекол или слепило ко успела окей, Марија и Јован и Петар и Мојсија и Илија и сите тие не може да бидат се присутни како прво. Ne. Како второ, не може да бидат се знајни. Како трето, не може да бидат се гледачки. Тоа се атрибути само на Бог. Yes. Yeah. Да, тука. Ne, upravo si. I isto tako, Marija ne može. Marija ne može. Marija je stvorena. Nije stvoritelj. Now, naravno, imamo poštovanje za Mariju, za Pavla, za Petra. I mean, Čičo, naravno. So, to ne znači da mi kažemo, Marija. Ne. I mean, imala je tu veliku čast nositi Mesiju u svojoj utrobi, u njezinoj utrobi. Ali nije, ona nije like bogica. Da. So, ja mislim, sad razumijemo ono što Krist radi sada na nebu. Да. Да. Би казал тука да, он е од десната страна на Бог Отецот со својата човечка природа, а со својата божанска природа е секаде присутен. И он се гледа, се знае и моментално се моли за нас и се застапува за нас кога ќе дојде тужителот или обвинителот на неговите. Тоа е сатаната кој што он постојано доаѓа пред Бога на еден начин и не оптужува. И му збори на Бога, гледаш, овој човек денеска сгреши, не заслужува ништо. Овој човек заслужува пекол. Гледаш, овој човек тоа и тоа прави. И тоа е истина. Тоа е истина. Да. Али Исус доаѓа пред Бог, Отецот, и он се застапува за нас. Значи, јас живеев совршен, јас платив за тој човек. Фала Богу, ха? Фала Богу. И на крају, Исус ќе се вратити. Да. Христос ќе дојде. Каде да отидеме во Матеј 24 или 25? Како, што сакаш? 24. Да, браво. И онда можемо завршити. Веќе смо прije smo, da. Je objasnili kako je uzašao i kako će se vratiti. Matej. Matej 24, i onda možemo završiti Matej 7. poglavlje. Gdje smo počeli ovu seriju.
Да, кога дававме збовед во Христологија, седмица бевме тамо, да. Yep. Okay. Да. Од каде да почнам само? Oh, gee. Океј, од 23 стих, да. Yep. Значи ќе читај Евангелија по Матеј 24 поглаве, ќе почнам да читам од 23 стих и тука читам што Христос ни кажува. Фактички он го двестува неговото второ до Адање и он Yep. двака ни вели. Тогаш ако ви каже некој еве овде е Христос или тамо е, не верувајте. Знаеме дека во историјата се појавиле многу такви лажни пророци, учители кои што некои тврделе дека Христос дошол, али дошол на духовен начин. Yep. Затоа не сме го виделе или тврдења како на пример Христос дошол, али се предомислил, се уште не е ден за сунниот ден, така да на светот има секакви учители со секакви погледи. Да скратам тука, Христос ни вели, тогаш ако ви каже некој еве овде е Христос или тамо е, не верувајте. И после ни вели тоа што го зборав ја, зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда за да ги прелазат ако е можно дури и избраните. Ете, онапред ви кажав, и така, ако ви речат, ете, тој е во пустина, како тој во Русија што се представува дека е Христос, не излекувајте, или ете во тајна соба е, не верувајте. Зашто? Како што молнијата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Христос тука ни кажува дека он која ќе дојде повторно, секој човечко око ќе го види. Вие насамо можете да си ја прочитате Матеј 24, Матеј 25, втора Солуњаните, целото од Откровение, нешто јасно ни кажува дека Христос кој ќе дојде, секој човек ќе го види, сите мртви од Адам, сите ќе воскреснеме. Така да неговото второто Адање ќе биде славно, ќе биде видливо, ќе биде физичко, нема да биде тајно, како што денеска, како што спомнав, постојат некои кои што Well, and so kad Krist se vrati, on neće donijeti milost tada. To će biti sud. Sada je dan milosti. Sada je dan spasenje. Tada će biti prekasno, Čičo. Da. Nema reinkarnacije, nema drugu šansu, nema čiste lište. Kad Krist se vrati, kao mi kažemo na engleskom, game over. Oni koji su spašeni, po milosti, kroz vjeru u pravoga biblijskog Krista, he's going to take us into glory. New heavens, new earth. Those who are not saved or who believe in a different Jesus, he's going to send them to hell forever. Prvi put je došao spasiti grešnike. Drugi put, sledeći put. Što? Првиот пат ќе дојде како лав, како крал, како цар над сите цареви, со целата своја војска, со сите своји ангели и ќе дојде да донесе суд. So pitanje nije da li će Krist se vratiti. Pitanje je da li smo spremni. Iz 7. poglavlja
Ток завршимо. Океј. Kad Krist se vrati, Čičo, 21. stih i dalje. Бака вели Господ Исус Христос. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден, се мисли на судниот ден, кога он повторно ќе се врати. Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? И тоаш јас ќе им кажам, никогаш не сум ве познавал. Бегете од мене, вие што правите незаконски дела. That's why we did this series on Christology. Mm-hmm. To make sure that people there, right, Mhm. and everywhere, we've done this series in English, we've done this series in Croatian language and Macedonian. We want people to understand who the true biblical Jesus is, the only Savior. And that's why we've gone nice and slow through this series, because there are so many people out there, as you said at the beginning of this teaching today, Deon, that they think they believe in Jesus. Well, which Jesus? The biblical one? Praise God, then that person's saved. But if they believe or deny any of the points we've been teaching, and if they don't believe those, then they believe in a different Jesus. That Jesus doesn't save, because that Jesus doesn't exist. And we don't want anybody on that day when Christ returns to say, Lord, Lord. And he says, depart from me to hell. I never knew you, because you never knew me. Океј, Андре, фална ти многу, ја тука нема да додавам на твоите зборови, тука ќе да вршиме, само би спомнал и право да ти кажам, и не саме замисли не мене за мојата вера во Бога, туку колку е сериозно и озбилно и страшно и од вечно прашање да се верува во вистинскиот библиски Исус, колку е, ако малку имаме искривена слика за кој е он, што направил он, колку е тоа страшно да се чујат тие зборови. Беге од мене, никогаш не сум те познал. Yeah. Well, and that's why I respect that you wanted to do this series in Macedonia, because some people may look at this series and say, well, who is he to say that, we don't believe in the correct Christ? That's not what we're saying. What we're saying is make sure that you believe in the correct Christ. That's a warning for you, Deon. That's a warning for me. That's a warning for all of us. Because Jesus says here in Matthew 7, many will say to me on that day. Well, he's talking about people who here on earth thought they believed in Jesus. So I appreciate and respect the fact that you want to do that in Macedonia. I'm sure people will say, well, who do you think you are, Deon, to tell us? It's not that you're telling anybody. You're not judging anybody. You're just saying, hey, this is what the Bible tells us is the true Christ. Океј, со сето тоа казано до сега, ќе кажам само фална ти многу, Андре.
баш уживав во овој подкаст, навлеговме и во Светото тројство на почетокот. Yeah, yeah. Well, you have your next series. Да, да. Good. Така да Well, се надевам дека бевме јасни, дека бевме едноставни, дека, како што кажа ти, ние не сакаме да се представуваме како некој кој што знаат се и така дале. Не. Ние само сакаме да предупредиме и да ги упатиме луѓето према библискиот Исус. Така да читајте ја Библијата, читајте ги Евангелијата, молете го Бога дека биде милостив спрема сите нас. Yes. Нека ни ја даде неговата милост и неговата благодат. Така да тука ќе ве поздравам, ќе се видиме на следниот подкаст. Amen.